Затоа што нема област во која имат резултати. Дали е животен стандард, дали е економија, дали е реформска агенда, дали е земјоделие, дали е здравство, дали е образование. Нема резултати ниту во една област. Она што беше ветено во платформата со која што настапија на изборите во 2024 година, она што стоеше во програмата на влада не е исполнето. Не знам колку и да сакат да испревртуваат со бројки и статистики, не може да им помине. Имаме најниска минимална плата во регионот. Бедна 26.000 денари. Имаме пат на индустријско производство. Имаме буџет кој што го зголемува дефицитот надвор од законската регулатива. 4,1%. Имаме нови задолжувања. Не држи одговорот на колегите од ДПМН дека заради враќање на старите долгови. За економија, која што вела дека е трета, ако вие имате да вратите долг од 1 милиарда евра, од 700 милиони евра, зимате кредит од 1 милиарда евра, значи вие создавате нето нов долг од 300 милиони евра. Така да, во голем дел на прашањата кои што се директно поврзани со животниот стандард и со добросостојбата на живење во оваа држава не се реши. Да, сега малце поинаку, сакам можеби требаше да го формулирам прашањето. Вие лично како пратеник, каде мислите дека владата прави најголема грешка, нешто што е штетно можеби за државата и каде што како опозиционер сакате највеќе енергија да потрошите? Ако се следат, да речеме, пресконференциите, можеби нема да биде погрешно ако се извади заклучок дека тоа е надворешната политика. Претпоставувам има и други теми. Ако би можеле да изберете една тема, каде мислите дека е најакутен проблемот? Значи, економијата и животниот стандард, дефинитивно, инфлацијата и секако европската интеграција. Тоа се прашања за кои што мора да се работи и мора да се разговара во собранието. Ние поднесуваме предлог на закони, поднесуваме амандмани, меѓутоа, од другата страна нема слух. Се што е доставено од опозицијата генерално, од СДСМ и од другите опозициони партии не е прифатено во парламентот. Ви благодарам на одговорот, повелете. Добро, не ми е вака невообичаено да ги слушам овие фрази и флоскули, само на фрлање, она знаете, лаги неисполнето, ништо друго не слушаме во суштина. Тоа е одлика на Социјалдемократскиот сојуз, но не и се, тоа е нивна работа, како мислите дека така да ја водат политиката, така нека биде. На крајот судот се граѓаните, изборите ќе дојдат, ќе проценат кој работи добро, кој лаже, кој манипулира, бидејќи во овие 2 години од опозицијата само слушнавме манипулации, лаги, клевети, навреди на лична основа, ништо друго. Еве ќе бидам многу коректна. Колешката кажува кои се стратешките области за Македонија за кои што цена дека треба да се разговара. Прва ја споменува реформската агенда. Повторувам, реформската агенда за која што не ВМРО ДПМН, не СДС, не било која политичка партија, туку Европската комисија и европскиот фактор вели дека имаме огромен успех во делот на исполнување на реформската агенда. Тоа може на вас да не ви се допаѓа, да не ви, не знам, да не ви оди во прилог, но верувајте ми дека ќе дадам една оцена дека не ме чуди ова однесување на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи ја проценуваат политиката дека е купи ден продај, дека политиката е од денес за утре. Така функционира 7 години од денес за утре за ден повеќе на власт. Реформската агенда е она која што бележи особен успех во нашиот EU интегративен пат. Јас често знам и да искоментирам и во собранието дека и кога доаѓаат овие реформски закони и кога дебатираме во собранието на оние јавни расправи, кога ги организираме по предлог на опозицијата, кога доаѓаат амандмани и ги прифаќаме, повторно имаме ситуација во која што Социјалдемократскиот сојуз не ги поддржува реформските закони. Социјалдемократскиот сојуз, а сега повторно ќе кажете не ви се суштински номотехнички ќе извадиме, ако сакате еве последно беше и за парнична постапка и за слично. Реформска го поддржавме. Значи има милион
закони за кои што не ги поддржавте, можам да ги цитирам комотно кои закони не сте ги поддржале. 100 милиони евра се сума која што очекуваме оптимистички да дојде еве со наредното финансирање кое што треба да се случи. Тоа нема да биде туку така направено, туку ќе дојде како резултат на спроведени реформи. СДСМ само зборува за Европската Унија без да поддржи никакви реформи. Во делот на економијата најмалку имаат право да зборуваат, бидејќи знаете како 7 години процентен раст од 1,8% не се квалификува како успех за 7 години владење. Тоа е тотален неуспех во владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Наспроти сега од 3,5% 7 квартали поред. На продуктивноста. Ама вие знаете како сакате да зборуваме за бројки, сакаме кога еден раст следете ги меѓународните институции каде што ќе ви кажат дека забрзувањето, спроведување на капитални инвестиции се резултат на бруто домашниот проizvод. Дали мислите дека денеска граѓаните живеат подобро? Финансиски, бидејќи беше спомената економијата. Видете, вака да ви кажам, со бројките не може да зборуваме само кога ни одговара. За мене мерлив фактор се бројките и почнуваме од бројките. Јас не велам дека е совршено, не велам дека е најдобро, треба да работиме повеќе и ќе работиме уште повеќе. Ама не може бројките да ги ставаме на маса само кога тие ни одговарат и да зборуваме така напамет. Значи тоа се реалните состојби за кои што повторувам, не ние, меѓународниот фактор и релевантни институции како Евростат покажуваат дека голема сиромаштија. Затоа што господинот Видиновски така и го започна, мислам, тој ми беше поентата дали граѓаните живеат подобро. Не така го заврши прашањето. Да, но тоа и мојата всушност дилема, мислам за која сите имаме одговор, затоа што во суштина немаме клептоманска влада. Тоа историјата така ќе го памти. Ова е влада на лично богатење, акумулирање на лично богатство и привилегии во периодот со кој се владее. Главното прашање дали граѓаните се посигурни во поглед на нивната енергетска сигурност? Дали можат своите сметки подобро да ги подмират? Дали граѓаните се осеќаат дека имаат поголема куповна моќ сега после трансферот на власт? Ништо се нема сменето. Дали нешто се има сменето? Дали становите стануваат подостапни за нашите млади? Не, напротив. Во овие 2 години главното нешто како одлика на ова владење е прво задолжувањето. И јас сега граѓаните ќе им поставам прашање каде е побогу милијардата која ВМРО да помене? Каде е таа милијарда? Јас не ја гледам никаде, никој не ја гледа никаде. Од друга страна, покрај задолжувањето, тоа што е карактеристика е борбата против работниците. Јас мислам дека историски немало влада која повеќе се бори против работниците. Дали е нормално премиерот, министрите и неговите пратеници да ги напаѓаат синдикалните представници 2 години? Дали е нормално министерот за економија нас да не убедува дека работодавците и работниците требаат да се договорат? Што значи дека во оваа кратка историја на Република Македонија последните 2 години експлицитно работниците се оставени сами на себе против еден предаторски олигархиски систем на работодавци кои нема да постигнат консензус кој ќе им одговара на достоинството на животот на нашите граѓани. Владата е потполно иземена од тоа затоа што владата е влада на олигархијата во овој случај. ВМРО-ДПМН има многу промашени работи. Некои од работите кои мораме да ги посочиме од врвот, прво Мицковски е крајно суетен и безобразен премиер. Ова не е премиер кој влева надеж. Тој човек треба да ни биде нас, да ни влее надеж дека нешто ќе се подобри. Тој само пробува што повеќе да ја наметне својата моќ, да му се плашат новинарите, да му се плаши опозицијата, сите у Македонија да се плашиме. Па не е поентата да се плашиме, поентата да живееме, поентата да се надеваме. Оваа влада не влева надеж. И на крај веќе ти точно и на тебе ќе ти се обратам. Се додека е ВМРО-ДПМН на власт, ти ќе имаш материјал за снимање. И низ Скопје, и низ државата. Еве година дена во Скопје немаме нови автобуси. Што прави потпредседател на ВМРО-ДПМН Александар Николовски? Што прави другиот потпредседател на ВМРО-ДПМН Тимчо? Дали имало некој момент кога немало низ Скопје за снимање? Апсолутно, но сакам да кажам сега со сигурност ќе продолжи да се снима низ Скопје. Не, во ред, мислам морам ова да реагирам да должност ми е секако велите дека Македонија немала клептоманска влада или влада која што краде според вас? Не, експлицитно. Не, јас ќе реагирам на лични напреди. Значи мора да ни кажете зошто така мислите, некако повеќе содржина да ни даде. Па еве сега ќе ви кажам, Еве сега ќе ви кажам. Доаѓа мандатот на ВМРО-ДПМН, се отвора Министерство за енергетика. Доаѓа премиер енергетичар. Македонија е увозно зависна земја од поглед на електричната енергија.
Во овој период од 2 години Министерството за енергетика и премиерот енергетичар немаат ништо направено за подобрување на ситуацијата со енергенците во Македонија. РЕК понатаму издава лиценци за приватни фотоволтаици, тоест РКС, извинувам, додека во РЕК е личен пријател на Мицковски, едноставно резултатите кои беа ветувани не можеме да ги видиме. Додека преку лични конекции, лични интереси се испумпуваат парите на крај, секаде каде што може се постави по еден пријател на Мицковски. Во МРТ последно поставивме пријател на Мицковски, па ние сме собранието е сервис за поставување на пријателите на Мицковски на позиции второстепени именувани. Значи, сакам да кажам, резултатите се евидентни сами по себе. И сакам и да го завршам ова во поглед на надворешна политика. Во период имаме кога посебна тема за надворешна политика, ќе ви дадам време, се едино што ја прекинувам, Драгана повели. Гледајте, ваква, како да ви кажам, ништо не слушнав како аргумент, само на фрлање. Пак ќе кажам, од ваша страна не ме изненадува. Тоа ви е вашата политичка матрица. Зашто се борите против работниците? Тоа ви е вашата политичка матрица на делување, само да се снима рил без аргумент. Еден Абе мене ми е работа снимам рилови како опозиција. Треба да збориш со работодавците да согласувате на дебата во ред. Јас длабоко се извинувам што ја прекинав, ама мене ми е работа рилови. Вас ви е работа работниците да ги заштитите. Работа ви е рилови, не бе, ама не зимаш плата за да снимаш рилови. А јас ли треба да покачам минимална? Јас ли треба да покачам минимална плата? Тоа е политичката матрица која се презентирате. Се обидуваме да дебатираме за аргументи, ама не ми изненадува искрено делувањето на левица, затоа ќе останат на таа страна. Ќе одговарам само, значи, кога зборувате за работниците, важно е да се подсетиме дека оваа влада како никоја претходна има склучено колективни договори директно со работниците. Ќе подсетам и на колективните договори и со образование, и со здравството, и со администрацијата, и со Министерството за внатрешни работи. Можеме пак да зборуваме за бројки, да правиме компарации по однос на стандардот на граѓаните. Ке повторам, наша цел е не да се задоволиме да останеме на ова ниво, туку секој дневно да работиме за подобар животен стандард на граѓаните. Оцените и бројките кои што ги добиваме покажува дека се движиме во добра насока и тоа ни дава оправданост дека сме на вистински пат. Пензиите за нецели 2 години порасна за 7.000 денари, нешто што претходно за цел мандат на Социјалдемократскиот сојуз минималната пензија порасна чинам 5.000-5.500 денари. За 7 години, повторувам, 5.500 денари, за година и пол минималната пензија плюс 7.000 денари. Тоа е дополнителна додадена вредност на џебот на граѓаните. Се зборуваше и за здравството. Потсетувам, се прошири позитивната листа на лекови за да имаме достапност на лековите за да добијат поевтини лекови. Ама знаете како вака со подсмевање не го навредувате ВМРО, па не граѓаните ги навредувате. И ова е ликот на Социјалдемократскиот сојуз кога се подсмевате. Зборува за вашата грижа. Апсолутно е тоа што вие бевте министерка. Пензионерите на уши ги бркавте и ги навредувавте. Сега треба да се засрамите. На уши ги бркавте. Јас навистина се ужасувам од ваквите ваши изјави. Вие само момент. Дебатирате, полемизирате, само еден по еден говорите, бидејќи не дали сметате навистина на една огромна нула во вашиот политички само една рейтинг. мала реплика. Вие се грижите за работниците, се подпишале колективни договори на ниво на работодавач. Кај ви е имплементацијата на општиот колективен договор? Кој што патем е подпишен со работодавачите и со синдикати, со работниците. И зошто не го имплементирате? Затоа што таму има нов систем на плата и нема да ги оценувате работниците ниту со 7%, ниту со 6% покачување. Ниту да се следи покачувањето на просечната плата. Ама вашата суета не дозволува, Драгана. Вашата суета не дозволува. Било добро во претходниот период да се продолжи, затоа што вие сте најдобри. За да функционира една влада, било која, еве сега во случајот владата на ВМРО, ДПМН, Вреди и знам, треба да имате стабилно мнозинство. Како никогаш до сега имаме стабилно мнозинство во поддршка на извршната власт во парламентот. Околу тоа 2 години никој не поставува прашање. Ние сме имале во минатото случај пратеник отишол лево, отишол десно, паѓа влада, не паѓа влада. Значи имаме стабилност. Владава во сите параметри, ако ги гледаме,
од растот на економијата, од растот на бруто домашниот производ, од оценките на европските званичници околу тоа каква ни беше подготовката за планот на раст, за реформската агенда пред 2 години. Од обврските кои што предходната влада на СДСМ ги има превземено, кои што се големи и роковите многу кратки, ние у 2 години како влада, како парламент, успеавме да испорачаме огромен број на реформски чекори и тоа го кажуваат веќе сега јавно, а ќе го кажат и во јунскиот извештај дека сме меѓу првите 3 од Балканот. Значи Црна Гора, Албанија и ние. Ако ги гледаме сумите на пари кои што ние како реформски чекори ги добиваме од Европската унија, ние сме втори после Албанија. И веќе најава за уште 100 милиони евра дополнителни. Да не ги гледаме само парите на маса или законите кои што се донесени. Навистина, на внатрешно-политички план, владата вложува силна динамика за да ги исполни реформските чекори, за да го подобриме. Прво, животот на граѓаните, има во правосудството, во правната држава има подобрување. Не се слагам околу корупцијата и криминалот. Ние имаме случаи коруптивни, неколку, меѓутоа имаме и действување на органите на прогонот, обвинителството и така натаму. За членови на владеачкото мнозинство. Како знам, јас сум многу задоволен што сите наши функционери, за ниеден од нив нема никаков случај за злоупотреба на службена должност, коруптивни скандали. Мал коментар, само сакам да додадам. Значи, едно нешто што во целава какафонија на вие направивте, ние направивте, ние забраваме дека Македонија пред било кој шалтер са бајле на државен орган да почне да работи, пред да почне економската активност во денот, во државата секој ден должи 1 милион евра за отплата на каматни стапки. Нашите евробрзници имаат камати од 3,87 и 4,75. Простата аритметика е дека 380 милиони евра се даваат годишно само на отплата на овие камати. И ние галопирачки се задолжуваме понатаму. Главното прашање, ако оваа влада се задолжува и ни вели дека се задолжува за да ги амортизира грешките од минатото, што е апсолутно ноторна лага, затоа што сите тие пари кои се испозадолжија се впумпаа во локалните единици за да се обезбеди и победа на локални избори понатаму. Јас сакам едно просто прашање да поставам. Има ли визија, има ли во овој авион пилот и некој да почне да разговара дека доколку не почнеме да развиваме производствени капацитети, продуктивни капацитети, дека ние со овој долг одиме кон крах. Вториот пензиски столб, меѓу другото, за една цела генерација на која сме им ние представници, почитувана колешка Драгана Бојковска, затоа што нашите генерации се директно под напад на сето тоа, ние гледаме дека владата нема идеја како да не извади од оваа дупка. Напротив, се повеќе и повеќе не задолжува, затоа што оваа влада крајно има краткорочни цели. Тоа е ВМРО-ДПМН е таква партија. Едноставно таму има толкава редица на луѓе кои сакаат да бидат премиери и председатели на таа партија. Кога ќе дојде редот на Мицковски, тој гледа да се обезбеди што повеќе акумулирано богатство, да се отиде и понатаму ние да ги плаќаме тие трошоци на граѓаните. ВМРО-ДПМН не прави ништо освен што не задолжува. Сакам да кажам дека секој 10 денар на расходната страна ви е за повраток на странски кредитори, додека секој трет денар во буџетот е од странски кредити. Македонија е пред економски крах во наредните години доколку не се смени нешто во насоката. Само сосема кратко, пошто слушавме тука и за третата економија и за за добрата економија. Ако сме трета земја по раст на БДП, ако економијата расте како што велите вие, дали граѓаните живеат подобро? Дали можат слободно да излезат на пазара да си купат што сакат? Не живеат подобро. Дали сиромаштијата се намалува? Не се намалува. Сиромаштијата според Заводот за државна статистика е 22%. 22% живеат под прагот, а индексот на нееднаквата распределба на приходите ви е 30%. Добро. Така да, индексот на сиромаштија и трета економија не оди заедно. Министерка за труд и социјална политика слушаме за сиромаштијата. Ако ги следите мерењата, ќе кажете која е најзагрозена категорија во сиромаштијата. Тоа се пензионерите. И вие зборувате денеска за прагот на децата и самохраните фамилии, 50% се под сиромаштија. Еве ме прашувате како министерка, ви велам. Ама проверете ги добро.
Ама проверете си ги, се не Семејствата зборувам на памет, самохрани зборувам пола да од се самохраните децата се семејства живеат во најранливи. сиромаштво. Тренчевска. Сиромаштијата ја сузбиваме со После покачување на доаѓа. пензии, Не. 46% А плати? повеќе. Ама системот Платите ви го одговорив заглавивте со 1 милиарда колективните и евра, повторно ќе со една го- милиарда. Да се слушаме сега, да не ве прекинувам Ама цело, ова не можам да оставам еве да ве слушам. Ајде, Вас Буковска, кажете зборувате кога сте и додиме со подготвени да друга тема. слушате и ќе продолжиме да зборим. Ако вие така Ајде, Збориме, такво 40% однесувањето. од сите едношани семејства се во Мецинаш ве сиромаштво. молам, ајде Буковска. И децата. И децата, апсолутно. Јас во ниеден момент не реков дека ќе застанеме со реформите, очајни ви се обидите да ги изманипулирате граѓаните, Не, ама вие не следат правите еве нека реформи. и еве нека следат и нека кажат чии реформи забрзо биле молите подобри. во рикверц, Не не може да правите зборувате реформи. за бројки во случај само на вас кога ви одговарат, зашто тука во секој момент се побивате. Одлична одбрана беше ова на колегата Мециновиќ во одбрана на претходното владење на Социјалдемократскиот сојуз дека задолжувањето кое што го направило СДС не постои, дека реалните бројки со кои што се соочуваме Но вие денеска го за продолжувате поврат статус-квото, на не, немате долгот, ништо, не правите за да се поврат на промени таа долгот. насока. Видете Тоа е проблемот. превратувањето. Добра. Ама видете Од другата сега, страна на 4,6 на милиарди екраните евра ве сервисирани слушаат луѓе. од претходната влада не се за подценување. Добро, завршуваме Така тука да. оваа Тоа е дебата. главно Морам да ја одговорам на прашањето. тоа. Дозволете, прашањето Уште 10 околу секунди. задолжувањето, за мене знаете каде е суштинско, дали и што се направило со тоа претходно задолжување за кое што денеска граѓаните ги плаќаат овие долгови. Ќе морам само Каде многу се кратко, измислените само километри многу на кратко, ќе молам. автопат? Каде вака. се измислените километри на автопат? Еве посочете А ми јас само нешто што да се ви кажам. направи Знаете со што е ова работата? задолжување. За Знаете разлика што е од Каде тоа, е најкриминалниот Од година во проект година. Бехтел Еден Језда? Само ве молам, од година во година. Зборувавте за ВМРО-ДПМН. најкриминалниот проект. Од па година вие во го година. продолжите. Се извинувам сега, Да, но само- ве молам сите да ме сослушате. Ве молам да имаме дискусија еден по еден, неќам да исклучувам микрофони и да правиме драматуршки заплети, Само ама ве сакам молам многу за да ги кратко, да. почитуваме гледачите, трудите се колку што може еден по еден да говорите за да биде тоа Апсолутно. слушливо Сакам да кажам, во значи, крај на рага. од година во година, од носење на буџет во ребаланс, ВМРО ДПМН ги крати парите кои имаат високо ниво на надзор и кои имаат социјален елемент, ги крати парите во судството, ги крати парите за лекови, ги крати парите за Добро. земјоделците, Ќе отвориме А само ги седна зголемува, за само дебата нова. и никош нема да ги завршиме. зголемува, знаете каде зголемува? 200 милиони плюс за изборна опрема на ДИК, повише пари за Добро, општини, добро. само за Ајде, избори е изговорете. фокус. Не, останав должен на Буџет се колешката слушаме Тренчевска. таму, да. Дали подобро се живее? За 2 години оваа влада не е доволно. И јас сметам дека се не е живее доволно. подобро. Но вие бевте на власт 3 пати по 2 години. Да. И каква беше состојбата тогаш Имаше за да имаме зголемување на да, плати, сигурно, ако било зголемување така, на ако пензии. било така ќе Видете, било подобро и не, сега. не јас само деградира постојано, оценија во па да ви се- слушам, Добро. не чекайте, Вие постојано ве имате слушам. 58 пратеници. Не, смениме Постојано ве насоката. слушам. Ова како го 6 слушате? Вие денари. ке бевте на Во наша мојот позиција, мандат, не само ви. една секунда, во мојот мандат, Ова се веќе 7 од секунди, ве молам да 22 до уште да- 24 година пензиите се зголемија за скоро 30% Леле. на тој Ви износ. благодарам, Ама тоа се притам дека ја факти. прогласувам Тоа се темата за завршена, да не употребам друг колоквијален збор. Тренчевска, евроинтеграциите се моќна алатка за реформа на држава, тука никој нема дилеми. Меѓутоа, кога станува збор за тоа, многу е подобро за државата и власта и опозицијата и сите други партии, барем за најважните прашања, во еден глас да зборуваат, бидејќи државата така има повеќе шанси да се избори со тоа што мисли дека треба да се избори. Од вашата партија имате многу критики за тоа како владата се однесува кон европските интеграции. Во некој пресконференција вашиот лидер кажа дека прави национално предавство со тоа што не го прави, односно не го менува уставот. Не е предавство да каже дека чекаме и десетици години за да влеземе во Европската унија, да им ја оневозможиме по добрата иднина на младите. Така да, ние многу одамна повикуваме на затворена седница во собранието и да разговараме, да дојде владата пред претениците, нека е затворена седница, да разговараме отворено за евроинтеграциите. Јазикот за кој што зборуваат е загарантиран. Ние подпишавме договори на македонски јазик. Доколку влезиме со отварање на поглавја, сите документи ќе бидат преведени на македонски јазик. Не е спорно. Велиме, дајте да ги отпочнеме преговорите. Внатре, во Европската комисија има заштитни механизми, доколку дојде. Ние треба да покажеме да влеземе, да ги направиме уставните измени, да отпочнеме со отварање на реформската агенда,
што ја спроведуваме, не значи автоматски дека одредени поглавја ние ќе ги отвараме и затвараме. Не. Значи дека ние треба да влеземе, да отвараме поглавја, да покажеме резултати и да покажеме дека ние како држава сме посветени, дека сакаме еден ден да бидеме членка на Европската Унија. Во тој момент, внатре во Европската комисија има многу механизми како земјите да ни помогнат одредени прашања да се изгласат. Зошто мислите дека владата не го прави тогаш тоа, ако е волку лесно и ако е волку поволно за државата? Очигледно не им е во интерес да бидеме членка на Европската Унија. Не е во интерес да државата соцстрана да не се развива побрзо. Корупција која цвета сега, тој грабеж што го прави најкриминалната влада во државата, нема да биде така ако влеземе во Европската Унија. Ако започнеме со преговорите, затоа што секе се следи, нема да бидат оставени да работат оннака како што сакат. Добро, благодарам. Добро, некој пат имам чувство дека како да живееме во две различни држави, но не и се, различен е патот, различна е визијата за тоа како треба да се одвива евроинтегративниот пат на Република Македонија. По однос на реформската агенда, јас веќе го апсолвирав ова прашање, не треба да се повторувам дека признание ни од Европската комисија дека ги спроведуваме реформите без социјалдемократскиот без социјалдемократскиот сојуз кој што не дава поддршка на европскава реформа, по однос на она која што е кај нас реалност во и она политичка состојба во која што се наоѓа Република Македонија, за која што мораме да признаеме како сме дојдени во овој ќорсокак во кој што во моментот се наоѓаме, дека претходната влада има прифатено на преговарачка рамка и протоколите кои што се исто така многу спорни за нас и како политичка опција, но не само како политичка опција, туку и народот кој што не дава поддршка за да се спроведе онаа преговарачка рамка која што ја прифати претходната влада на чело со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Нашата визија е и остануваме на истиот став дека нема да прифатиме уставни измени без никакви гаранции. Гледам дека Социјалдемократскиот сојуз, особено на чело со Венко Филипче, стои на истиот став дека ни се потребни брзи измени, уставни измени без никакви гаранции, дека нема никаков проблем. Од друга страна, ако ги следите самите изјави од бугарската страна, од политичките чинители на дневно ниво ќе видите афирмација дека очигледно имаме проблем околу националните прашања. Вклучително тука се станува збор за јазикот. Ние во моментов немаме никаква гаранција дека доколку ги проведеме уставните измени, дека наредната кочница нема да биде јазикот, дека наредната кочница нема да биде историјата, бидејќи секој пат тема ќе биде повикување на оној протокол кој што вие во претходната влада го потпишавте. Така што се додека имаме поддршката од македонските граѓани да делуваме во оваа насока, ние цврсто ќе останеме на овој став, но морам да потенцирам дека работиме активно и на оној дипломатски диалог кој што се случува на вистина на интензивно ниво, особено со министерот Тимчо Муцунски, со премиерот Христијан Мицкоски, за кој што мораме да укажеме дека ние имаме поинаква политичка реторика во моментот во кој што и гледаме и поддршка од високи европски представници, потврда дека на Македонија сепак е потребна некаква гаранција дека нема повторно да има некаква одстапка. Бидејќи во минатото ние направивме многу одстапки по однос на ова прашање кои што беа на вистина болни за македонските граѓани, а сега повторно сме на истата ситуација пред чекалната на Европската Унија. Ќе дадам еден коментар дека искрено малку чудно во каква позиција воопшто сме дојдени како држава, затоа што во периодот кога Европската Унија сака да се наметне во рингот на глобалната политичка сцена како еден од центрите на моќ, ние тоа го гледаме како една внатре европска динамика и тоа, ние ако тежнееме нели да бидеме дел од Европската Унија, еден ден сите овие партии треба да бидат представени во Европарламентот и динамиката е всушност дали Европската Унија ќе може да го задржи тоа место. Сега, во тој даден момент историски, кога Европската Унија се шири, очигледно покажува сигнали, Македонија некако успева да биде зад Молдавија и Украина во фаворизирањето за членство во Европска Унија и за граѓаните да им биде јасно. Молдавија има внатрешно политички проблем со Приднестровје или тоа попознато што е за јавноста како Транснистрија, додека Украина е во војна. И оваа наша гениална влада успеа
нашиот проблем што Бугарија ни го негира јазикот, идентитетот, да стане поголем проблем од територијално политичките состојби на другите земји кои се аспиранти на овој пат. Што значи тоа? Дека земјите со внатрешно политички проблеми на територијален интегритет имаат поголема дипломатска моќ и поголем дипломатскиот агенс од нашите неспособни дипломати. Тоа мораме да го кажеме. Нашето Министерство за надворешни работи ги нема пополнето местата со амбасадори каде што се треба да биде. Мислите дека ова се должи на тоа што на украинска дипломатија и нејзината добро завршена работа или едноставно од Брисел мислат дека политичка одлука тоа? Не, сакам да кажам, еве да ги поставиме повторно работите. Ако Европската унија после 2013 прв пат сигнализира дека гледа кон проширување, како успеавме ние со проблем на негирање на јазик да дојдеме зад оние со територијални проблеми? Тоа е само резултат на некомпетентна надворешна политика и тоа е крајното нешто што граѓаните треба да го знаат. И сакам уште нешто да појаснам. Дека и проблемот со Бугарија не смееме да го гледаме како конечен, затоа што многу земји нимаат наговестено дека ние сме зрели за вето заради корупција, затоа што Македонија е крајно корумпирана земја. Вистината е дека политичките партии во Македонија, кои целата нивна политичка машина е заснована на корупција, ние знаеме, не можеме да се правиме луди дека има партизирање на администрацијата, дека таа партиска војска се храни, и сега имаме партии кои обстојуваат на основа на таа корупција. Добро, што би направиле вие во опозиција, левица да може да одлучува за овие работи, што би направиле од сега? Пред се, да, тоа треба да го слушаме. Одма ќе ви одговорам. Во суштина, во поглед на интеграцијата на Европската унија, експоненцијално ќе се зголемат шансите за влез во Европската унија доколку навистина се избориме со корупцијата, доколку навистина покажеме дека можеме да бидеме стабилен партнер во сите процеси. Македонија е длабоко корумпирана земја и во сите овие години позицијата во поглед на интеграцијата е подкопана од тоа. Во однос на уставните измени? Сега кој како дојде ни кажува, тоа ви е за сега. Ние сме апсолутно против и тоа е пак ќе нагласам. Луѓе, Молдавија и Украина имаат територијални проблеми, ние со уставни измени не можеме да ја подобриме позицијата. Не, само бираме влади кои не знаат надворешната политика да ја играат на начин на кој што нас ќе ни донесе подобра позиција. И крајно, само сакам уште еден коментар да дам. Нашата надворешна политика не е само за Европската унија. Нашата надворешна политика во овие 2 години е најсрамната надворешна политика што оваа земја некогаш е имала. Ние прв пат гласаме против себе континуитетот на нашата дипломатија, 80 годишен континуитет, затоа што јас сакам да ве потсетам, Македонија е победник во Втората светска војна и како република во федерална единица е основач на Обединетите нации и ние 80 години имаме традиција на гласање во Обединетите нации. Сега Тимчо Муцунски е попаметен од 80 години дипломатски континуитет и ние гласаме спротивно на нашата дипломатска традиција. Па во принцип не се слагам со ставовите на мојот млад колега Мециновиќ, а и со колешката Тренчевска. Видете, движење знам и пред граѓаните од 24 година излезе со став, а и на тој став остануваме и во иднина ќе биде така дека уставни измени под овие услови нема да се случат. Барем движење знам нема да ги подржи. Дадовме да кажеме така компромисно решение или оперативно решение да идеме со уставни измени со одложено дејство, кое што после стане и став и на владата. Не наидовме пред меѓународната заедница, а секако и пред источниот сосед на разбирање, но надворешната политика не се слагам дека не си одработува работава на вистински начин. Сепак, ние домашната работа во поглед на евроинтеграциите си ги сработуваме преку реформските агенти. Дека ќе не следеле ако ги отпочнеме преговорите. И сега не следат. Секои 6 месеци пишуваат извештај. Колега, не е исто. Не е исто, ама е исто. Едно е реформска паралелни процеси. Не се слагам дека со уставните измени ќе ни се отворат вратите и ќе почнеме да преговараме. На првата кривина ќе добиеме нов услов. Ќе добиеме, ние имаме декларации. Мислам, да не ги слушате официјалните представници на бугарската политика во однос на ова прашање и да кажете дека нема да биде така, тогаш дали ги гледаме работите како треба. Наше е да се обидуваме со нашите партнери во Европската унија, со представниците да изнајдеме некакво решение.
Верувам дека сите на масава и сите граѓани посекуваат да почнеме со преговори. Но да зависи од нас, од нашиот перформанс. Па ќе видиме тогаш дали е корумпирана владата, дали има криминал, дали има раст. Меѓутоа да зависи од нас, а не да зависи од политиката. Од овие прашања. Јас сум и историчар по вокација. Овие прашања не се нови прашања, овие се 100-годишни прашања. Како се однесува нашиот источен сосед кон нас? И како можеме да го прифатиме вториот протокол, кој што е записник, каде што вели, вие ќе ги признаете бугарите во Уставот. Втора точка, нема да се мешате во внатрешните прашања на Бугарија. Ние не бараме, знаеме како ви е Уставот, граѓански устав. Бараме едноставно Бугарија да покаже малку добра волја да им овозможи на македонците во Бугарија културно да се организираат. Ништо повеќе. Еве, и тоа не сакаат да го направат. Кога гледате дека немате партнер, тие настапуваат од позиција на членка на Европска унија. Ние сме надвор. Ние мораме да изнајдеме решение. Прашање, мислам, од представници од сите други партии се против внесувањето на бугарите во Уставот. Дали СДСМ понекогаш можеби се чувствува осамено во ставот, ајде, СДСМ и партиите од албанскиот политички блок, дека практично тие се само за внесувањето на бугарите во Уставот? Не се работи за осаменоста во ставот, се работи за еднината на државата. За еднината на младите. За еднината на младите. Кога разговараме за еднината на државата и вие да велите дека чекаме гаранции, ќе бараме гаранции. 2 години поминало, нема гаранции. Сите што доаѓаат, високи представници на Европската унија велат дека единствен услов е да се смени Уставот. Единствен услов. Имаме дипломатски диалог. Кои се резултатите од тој дипломатски диалог? Да, само ако може да дадам еден коментар, дека во суштина, во 2022 година, кога се случи се ова со францускиот предлог, прво власта сама го скрои ова, чорба искрено скрои сама без консултација со опозицијата и целата поента е дека еден огромен број, јас денеска не се сеќавам на бројките, мислам дека над 2/3, сигурно над 2/3, 75-80% од граѓаните на Република Македонија го отфрлија тој предлог тогаш. Ние се сеќаваме дека имаше масовни протести. Мене поголемото прашање ми е, зошто ние како партии имаме задача веќе 4 години да го амортизираме тоа незадоволство? Ајде еднаш да ги послушаме граѓаните на Република Македонија. Граѓаните рекоа не. Зошто ние мораме да бидеме агенци на амортизација на незадоволството на нашите граѓани? За кого? За волјата на некој друг. Јас сакам само нешто да знаат младите, баш младите на кои најмногу им се обраќаат политичарите кои зборат за Европската унија. Се додека им се ветува иднина на младите некаде таму, ние ќе живееме сегашност која не ни одговара. Затоа пораката до младите е да си ја земеме судбината во своји раце сега и да си ја средиме државата и потоа ќе дојдат сите работи кои треба да дојдат. Ова политичка констелација е главниот кочничар, а не некои апстрактни задачи кои треба да ги исполниме. Добро, Поле. Ке дозволите, еве јас накратко да дадам коментар, иако веќе доста апсолвирана и комуницирана тема во јавноста, диаметрално спротивни ставови имаме во поглед на ова прашање со Социјалдемократскиот сојуз. Ние видовме дека нема поддршка од граѓаните и граѓаните го кажат на изборите дека вакви какви што се условите дека не ги поддржуваат. Вие превземавте обврска за која што немавте поддршка и во парламентот, значи двотретинско мнозинство, сепак не донесовте до оној ќорсок за кој што некако сега ние како ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата треба да изнајдеме решение. Ке потенцирам дека кога се зборува за евроинтегративниот пат, наша цел е пред се и над се и она која што е сосема различно со Социјалдемократскиот сојуз е дека конечно ние нема да се извинуваме што постоиме како држава. За разлика од претходно, каде што бланко лист да им се дадеше, се подпишуваа било какви услови. Толку лековерна политика не се видела во историјата на Република Македонија. За повторно еве денеска да ги афирмираат ставовите дека повторно кога би дошле на власт тие веднаш би ги спровеле уставните измени за кои што верувам дека со вакви позиции ниту блиску нема да бидат до двотретинско мнозинство во парламентот. Конечно делуваме со
јасна визија, со пат во кој што знаеме каде одиме, а не со импровизација. Да прифатиме нешто во кое што не би виделе некој догледен завршеток. Она кое што претходно се случуваше, 5 пати ветување дека ние го имаме датумот за преговори. 5 пати проверете се ветуваше дека ние сме го добиле датумот за преговори, па дури имавме една комична слика од авиончето каде што се носеше датумот за влезот во Европската унија, преговорите се почнати слично. Денеска еве каде сме. Повторно пред чекалната на Европската унија. За сега да се коментира во овој наратив е на вистина апсурдно од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Ке потенцирам дека кога зборуваме за евроинтегративниот пат и надворешната политика, дозволете ми да ја оценам на многу високо ниво, бидејќи се зборува многу од страна на опозицијата дека државата е изолирана и дека немаме никаков допир со надворешната политика. Не е само реформската агенда. Реформската агенда е еден начин на кој што нас би не направила конкурентни на масата со останатите земји членки на Европската унија, бидејќи треба да спроведуваме европски вредности, европски законски и европски реформи. Тоа е еден сегмент, но дозволете да ги потенцираме и другите моменти кои што значат еден позитивен исход за македонските граѓани. Тоа е исто така влегувањето во СЕПА, каде што македонските граѓани поевтино ги плаќаат оние плаќање преку девизи. Понатаму за само 2 години подпишавме договор за стратешко партнерство со Република Хрватска, со Унгарија, со Велика Британија. Тоа не значи дека Македонија е изолирана, напротив, ние со сериозни држави кои што се дел од нив и земји членки на Европската унија, ние имаме договор за стратешко партнерство со конкретни проекти и конкретна поддршка. Тоа е апсолутна афирмација на нашите позиции, нашата надворешна политика. Понатаму мораме да потенцираме дека сме една од ретките држави, први држави, која што го потпиша партнерството за безбедност и одбрана со Европската унија, што значи дека сме 100% усогласени во поглед на безбедност. Затварањето на сега дозбирате коректна да се доискажам, имате сега прилика за 1 минута. Понатаму затварањето на постмониторингот со Советот на Европа, кој што ни укажува дека Македонија има апсолутно ниво на демократија и владење на правото, нешто кое што на вистина национален и државен успех за нашата држава. И понатаму како спроведување на реформската агенда веќе потенцирав наспроти, еве само многу кратко кажам, наспроти се она кое што претходно беше направено, па ние имавме во овој дел преспански договор, бугарски договор или француски предлог, како сакате наречете го, промена на име и така натаму. Значи, тоа е она разлика во делот на надворешната политика и мислам дека се додека имаме доверба од граѓаните за да ја водиме во оваа позиција Македонија кон евроинтегративниот пат, нашата цел е права. Ајде, кога го спомнавте последното преспанскиот договор, подпишувањето на преспанскиот договор не направи членка на НАТО? Не направи. Дали требаше да не направи на Дали вие ветувавте дека не е завршена работа преспанскиот договор? Па ајде сменете го ако не ви одговара. Зошто не го сменете преспанскиот договор? Не го преиспитете, укинете го. Кога зборувате? Од сето ова што го наброивте, кај сме колешке ние после 2 години на патот на евроинтеграција? Во ќорсокак? Апсолутно сме во ќорсокак. Очекувате 2 години, зборувате за гаранции. Дали секое доаѓање на висок представник на Европската унија овде не ви кажуваат дека гаранции нема, дека единствен услов е вие упорно зборувате за гаранции. Каде е дипломатијата? Која дипломатија имаме? Кој е резултатот од дипломатијата за овие 2 години? На бугарските позиции. Ова што го слушаме сега е потврда на бугарските позиции подеднакво. Не, ве кажете ми во што сте различни со бугарските позиции. Едино што знаете е да превртувате зборови на вашиот соговорник. Како? Што сте поразлични од бугарските позиции? Она што јас го кажувам. Не копираме никакви, тоа се наши ставови. Уште многу одамна. Благодарам. Уште 4 минути имаме, 2 минути имаме. Јас го чекам. Вие само превртувате. Далеку ќе шасате, така е. Со овие разговори, јас мислам дека да ги вратиме лентите, со децении назад ги имаме истите разговори. Ние овде имаме еден процес на чекање на Годо. Годо нема да дојде, тоа македонските граѓани треба да го знаат, затоа што партиите кои владеат не можат да ги спроведат работите за кои се ветува. Јас повторно ќе кажам, сите апстрактни теми кои се наметнуваат и апсолутна вистина е дека ВМРО ДПМН целосно излажа за преспанскиот договор кој требаше да го поништи, но сега еве ги гледаме резултатите. Целата
поента дека овие партии се фокусирани на продлабочување на корупцијата, ние не гледаме никакво подобрување во поглед на судството, ние не гледаме реформи во поглед на јавната администрација, ние не гледаме реформи кои навистина ќе не донесат до некоја подобра ситуација. Се додека ние ги слушаме партиите кои ги направиле сите погрешни чекори и ние сега чекаме тие да ги решат, а во таа какафонија се губат годините и можностите на граѓаните. Треба да се делува што поскори. Нашиот главен проблем е корупцијата која ја раѓаат партиите. Благодарам. Проширувањето на Европската Унија секогаш било геополитичко прашање, особено во последниве децении, од приемот на Хрватска, претходно ќе се сетите на Бугарија, на Романија, дали биле подготвени? Ни апсолутно не биле подготвени. И денеска каскаат зад просекот на Европската Унија. Но јас сметам дека владата и Министерството за надворешни работи и премиерот имаат една проактивна улога на меѓународен план, обидувајќи се да изнајдат какви такви решенија, гаранции за да евентуално се откочи овој процес. Но, како да ви кажам, хипокризија или непријатно е кога представник на политичка партија која доведе Македонија во ова ситуација сега да каже ајде најдете решение. Стерани сме во зид. Зид позади нас нема отстапување. Ќе мора да најдеме начин да тргнеме чекор напред. Ајде најдете решение. Тоа бараме. 2 години бараме. Нема никаков резултат. Толку длабоко сме. Имам уште една минута, завршуваме. 30 секунди Лицемерието да е завршуваме. поголемо. Денес имавме надзорна расправа за законот за употребата на македонскиот јазик. 2 години законот не го имплементирате. Имате за 2 години сега во мај запослено 2 инспектори кои што после 2 години ќе почнат да прават инспекцијски надзор. И вие како власт зборувате за македонскиот јазик. Срамота. Бојковска, 30 секунди За мене завршуваме. не се најопасни бугарските позиции кои што ги следиме на дневно ниво, туку најопасни се овие позиции на политички субјекти во Македонија кои што очигледно се на иста линија со Република Бугарија и тоа е нешто кое што е поразително бидејќи не можеме конечно да најдеме национално единство за да ги заштитиме нашите национални интереси. Посакувам, еве ќе завршам, посакувам ваква жестока борба да имавме од страна на сите политички субјекти, особено од Социјалдемократскиот сојуз, во борбата за да се обезбеди заштита на македонското малцинство во Бугарија, бидејќи имаме ситуација во која што не може да основат правен субјект нашето малцинство во Република Бугарија. Потенцирам, посакувам вака жестоко да се бореа Социјалдемократскиот сојуз за нашето малцинство. Добро, ви благодарам на сите за учеството во вечерашната емисија. Ќе имаме секако и друга шанса. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.